градоначалник господин Милко Јанчев, почитувани пратеници, почитувани советници, почитувани добитници на 7 септемвриската награда, почитувани присутни, добро вечер. На 7 септември 1944 година во попладневните часови борците на 9-та македонска бригада со 4-тиот батальон влегоа во Кавадарци и скоро без борба го зазедоа градот, со што Кавадарци беше ослободено од фашистичката окупација. На митингот, на кој присуствувало целото население, од градот говореле најдок Стаменин Орлов, командант на бригадата, и Ристо Стојанов Железник, негов политички комесар. Долго очекуваната слобода била скапо платена. Во текот на народно-ослободителната борба и револуцијата во 1941-1945 година загинаа 333 борци и жртви на фашистичкиот терор. Тројца од нив, Страшо Пинџур, Киро Крстев и Блажо Тодоровски, се прогласени за народни херои. Денес, 76 години подоцна, ослободеното Кавадарци доби лик на метропола. Долги години напредок и успех, долги години сигурно чекориме кон општина во која е безбедно да се напредува, да се гради кариера, да се формира семејство и да се живее. Ви замолувам со едноминутно молчење да им го дадеме почит на сите кои го дадоа својот живот за нашите Кавадарци. Вечна им слава. Сега го повикувам председателот на Совет на општина Кавадарци, господин Ристо Сакалиев, да се обрати. Повелите, господин. Почитувани советници, градоначалник, почитувани гости, дами и господа, ја отварам 46-та седница, се извинувам, свечна седница на Совет на општина Кавадарци по повод 7 септември, ден на ослободување на град Кавадарци, со единствена точка на дневен ред доделување на 7 септемврска награда. Во името на членовите на Совет на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и денот на независноста на Република Северна Македонија 8 септември. Најнапред како домаќин на свечената седница и председател на Совет на општина Кавадарци, во моје име и од името на Совет го поздравувам градоначалникот на град Кавадарци господин Милко Јанчев. Воедно сакам да ги поздравам парламентарците господјата Даниела Колева, господинот Панчо Минов и господинот Зоранчо Миланчев, да им посакам плодна работа и успешен мандат. Сето ова е како резултат на непреченото функционирање на Советот, исклучително добрата соработа со градоначалникот, преку поддршка на издржани проекти од страна на соодветните министерства, од влада на Република Северна Македонија, предводена од лидерот, премиерот господин Зоран Заев. На крајот би сакал да нагласам дека резултатите се види на терен. Сликата за Кавадарци, особено во комуналната изгледа е реална. Кавадарци како град е пример во Република Северна Македонија. Ние сме поносни што го носиме епитетот најдобри. Благодарам. Почитувани присутни, 76 години слобода Кавадарци. 76 години отворен пат по кој оставаме траги од напредок, успех и просперитет. Нашите предци, кавадарчките борци, кои ги дадоа своите животи за нашите Кавадарци, ни оставиле да изкажем аманет, да го сакаме, чуваме и негуваме нашиот град. Колку што можем, се обидуваме да создадеме општина која ќе служи за пример. Вече не полни 3 години реализираме проекти кои се од големо значење за нашата општина. Минатата недела започнавме проект преку кој секој млад кој полни 18 години го подаруваме книга со наслов "Посакам Кавадарци". Навиду мал гест за влегување во нова етапа во животот, но пораката што ја носи овој проект е многу голема.
Кавадарци вече представува општина која ви нуди сите можности за напредок и безбедно живење. Тука можеш да собереш искуство, да градиш кариера, да создадеш семејство, да се чувствуваш безбедно, да постигнеш успех и на крај да бидеш год што си кавадарчанец. Ова е порака што сакаме да ја упатиме на младите кавадарчани. Заедно со Советот на општина Кавадац, службите во локалната самоуправа и подршката од бизнис секторот, контролирано реализираме проекти кои го модернизираат нашиот град. Сега Кавадац е модерен град, со подобра инфраструктура, современ изглед, одлични услови за живење. Кавадац е вече трета година на врвот на листа најеколошки градови во нашата земја. Хигиената во градот е предно западно ниво. Како резултат на квалитетно домашинско работење на сите служби на општина Кавадац, комуналната програма за ова година ќе реализираме во целост, како и реализацијата на дополнителните проекти надвор од програмата. Од големо значење се сите проекти што се реализираат, но некои од нив се проекти за кои се наоѓаше решение со години и на живењето на нашиот град им беа повеќе од потребни. За тоа во тек е реконструкција на градскиот парк, еден од најголемите паркови во нашата земја се обновува последни 40 години. Пробивање на Западен булевар е вече во завршна фаза, со ова Кавадац што би уште еден современ врез на градот. Во тек е реконструкција на улица Шишка со проширување од 3 ленти, велосипедска пешка патека, целосно ново улично осветлување и совршена сигнализација. Со реализација на овој проект сите влезови на градот целосно ќе бидат реконструирани и модерни. Во однос на инфраструктурните проекти, до крајот на годината треба да се асфалтираат 16 улици во градското подрачје, на некои од нив вече се започнати градежни активности. Во руралните средини работиме на целосна инфраструктура, во тек е реализација вклучување на улици во село Марина, се гради пешачки мост за поголема безбедност на пешаците. Во село Сопот доби цела нова атмосферска водоводна и канализационна линија. Поставување на нова водоводна линија во село Давниште е вече завршено. Овој проект се чекаше со години да биде реализиран. Подрачното училиште во село Бегиште, село Дреново и село Марина за оваа грејна сезона ќе добијат центрове на еколошко грејење. Проект за село Водарци кој вклучува нова атмосферска канализационна линија и асфалтирање во фаза на аплицирање и пробивање што ќе реши до крајот на годината. Уште еден од големите проекти е изградба на атмосферска канализационна и водоводна линија на улица Клинска Калница, улица Методија Џумовчик. Со ова и овој дел од градот ќе биде современа инфраструктура и проблемите на жителите решени. На наша заедничка иницијатива со нашиот сосед Република Грција разработивме физибилити студија врз основа на подпишање на договор со работа со Преспански договор. Во фаза да отпочне техничка документација и одобрување на преминот граничен пулјевец. Ова приказка, која е стара рече повеќе од 30 години, е од големо значење од двете страни. Очекуваме на локални економиски развој и целата општина да има голем бенефит. Во тек е реконструкција на патот до Михајлово, кој се така од големо значење. Овој проект е финансиран од Европска унија преку проектот за развој на туризмот. А вече завршен е проект до село Долна Бошева со локален пат главно до Очекање. Имплементирана Светска банка преку проекта за подобрување на меѓу општински соработки. Уште од поголемите проекти на кои се работи во моментот е поставување на ново улично и модерно еколошко и економично осветлување во цела општина. За наредната година се предвидува одомна стариот и руриран објект Лалуна да прерасте во современ затворен градски базен. Потоа изградба на филтра станица за пречистување на вода за пиење, проект имплементиран во соработка со Центарот за меѓународна работа со Република Словенија. Со тоа значително квалитетот за водата за пиење ќе биде подобрен. Исто тој проект е 50% кофинансиран од влада на Република Северна Македонија со 2 милиона евра. Исто така важен проект за наредната година имплементирање на проектот за алкохолен дестилат во соработка со владата на Република Северна Македонија. Со реализација на овој проект трајно би се решили проблемите на лозарите кои за жал и оваа година се соочуваат со проблеми кои што мислат да ќе бидат проблемите.
Денес е концентриран настан на прославувањето на нашиот празник беше отварање на регионален филмски музеј, кој се реализираше со партнерство со Центарот за развој на Вардарски плански регион и општина Кавадац. Со реализација на овој регионален проект ќе добиеме заеднички филмски центар, каде што сите производители од регионот ќе може да го промовираат своите производи на едно место, а со тоа да обезбедат погодени промоции на нашиот регион, што ќе добиеме локален економски развој. Во однос на инвестициите во спортот, со подршка на ФФМ и Агенцията за млади и спорт се врши реконструкција на градскиот стадион на Травникот, како и комплетна изградба на јужна трибина и северна трибина. Со тоа што добиеме да имаме градски стадион со 3000 посетители. Не се запоставени од другите средини. Ќе се града спортски сообраќајни по село Младен и село Сопот. Новиот скејт парк е веќе во функција, а нашето задоволство младите го користат како качка за рекреација и спортување. Во последна фаза е еден од најголемите проекти кога е во прашање спорт и рекреација. Изградба на велосипедска пешачка патека од село Ваташа до населба Мокриште, преку која ќе можеме безбедно да пешачиме и да возиме велосипеди од градското подрачје се до Мокриште. Но ова се доврзува и доградбата на кеот Луда Мара до така нареченото место во село Ваташа Слога. Во делот на спортот, во тек во наредната година ќе имаме за обврска да решаваме уште едно горко прашање, а тоа е изградба на спортска сала во основното училище Ташо Печко. Преку реализација на овој проекти младите во Кавадац имаат одлични услови за спорт и рекреација. Она што е многу важно за нашата општина е проект со чија реализација централното градско подрачје ќе добие еден сосема поименков вид и изградба на затворен модерен зелен пазар. Овој проект ќе се почне да се реализира за неполни 2 месеца. Проект кој исто така се чекаше со повеќе од 30 години ќе биде реализиран до крајот на 20 година. Проектите што ги спомнав се само дел од секоја на посеги сработено што го правиме Кавадарци го прави да биде поразлично од Бора. Ова е само дел од тоа што не прави модерен и безбеден град. Град во кој задоволство се живее. За крај, сакам да изразам голема благодарност за својот општина Кавадарци, вработените во локалната самоуправа и јавните предпријатија, како и големиот бизнес сектор и малите сектори за подобрата и тимска работа. Само иницијативата и несебичната заложба за нашите Кавадарци е на голема ниво. Се радувам дека во нареден период ќе биде успешен, дека до крајот на мојот мандат ќе реализираме уште важни проекти, верувам и нашите сограѓани се задоволни од она што до сега сработено. Упатувам искрени честитки и добитниците на најголемото признание на општина Кавадарци, награда 7 септември. Нека ни е чести 7 септември, нека ни е вечно Кавадарци, Кавадарци на прво место. Благодарам. Години назад на овој ден се доделува највисокото признание од општина Кавадац, наградата 7 септември. Оваа година добитниците се наградени за особен придонес во стопанството и здравството во општина Кавадац. Првиот добитник, Комерцијална банка, акционерско друштво Скопје, како најголема и водичка банка според активата во македонскиот банкарски сектор, веќе 65 години е клучен партнер на компаниите и столбот на доверба кај граѓаните. Најголем број од компаниите во земјата со Комерцијална банка чекорат на патот кон успехот, затоа што банката низ годините на развој создава нови вредности, отвора врски кон светот и гради високо професионален и стручен тим. Одговорноста, транспарентноста, ефикасноста, иновативноста се вредностите кои Комерцијална банка ја прават традиционално прв избор на клиентите. Во фокусот на банката се и општествените вредности. Преку континуирана финансиска поддршка на општеството, културата и спортот, Комерцијална банка прави подобар свет и поздрава и почиста средина за живење за сите нас. Комерцијална банка со своите корпоративни вредности, со своите цели, останува на линија со потребите на своите клиенти и на целокупната македонска економија. Водечка сила на банките се вработените, менаџерскиот тим и управниот одбор предводен од главниот извршен директор господинот Хари Костов.
Веќе 22 години господинот Костов успешно раководи со комерцијална банка, како резултат на што ужива доверба кај вработените, клиентите, акционерите и регулаторите. Визијата и мисијата на господинот Костов се комерцијална банка да продолжи успешно да се носи со иновативни решенија и да продолжи да работи со висок степен на интегритет и почитување на високо позиционирани стандарди. Повелите господине Хари Костов да ја примите наградата. Почитувани гледачи, ви го честитам празникот и можам да кажам дека првиот пат кога се спомна дека комерцијална банка ќе добие наградата 7 септември од општина Галајовци, сика Фајка Вадарче ми се познати чегубици, ова мора да е некоја скриена камера или нешто в К15 се прави некој скеч, затоа што лично забрканите ваше правилото дека тие се само лихвари кои не ги пратат многу потребите на стопанството и на населението, туку само гледаат што да направат поголема добивка и да се подадат дивиденди. Меѓутоа, кога дојде официјалното писмо на известување од општината Галајовци, тој живееме дека навистина не е шала, него е озбилно. И навистина бевме задоволни затоа што комерцијална банка од времето на формирањето беше главна банка која беше правена само да ги задоволи потребите на градот Скопје, особено после земјотресот и на тамошниот развој на градот Скопје, па дури после касните 90-те години и 2000-та година, после прересувањето на платниот пролет во банките, комерцијална банка почна да се бива се поприсутна и во другите општини. И затоа ни е задоволство кога од една вака во моментот скоро и најразвиена општина во Македонија добиваме награда како признание за учеството на комерцијална банка во поддршката на председателството во Кладарачката општина. Ние бевме срекни што можевме да ги пратиме идеите на кавадарачките стопанственици од една, да не речам, мала занеческа работилница да добиете еден гигант од металургијата присутен не само во Кладараци, во Македонија, туку и во странство. Јас сум лично најсреќен и најзадоволен во овој дел што успеавме пред неполните години од еден комбинат фени кој што беше во постапка на стечај, кој што не можеме да се разбереме со самите вработени дека за нив најдобро ќе биде постапката низ трансформација во стечај да се направи нов правен идентитет. Успеавме да направиме една компанија која сега е меѓу најголемите извозници во Македонија, значаен на светскиот пазар и при тоа нити вработените, нити било кој не почувствува ниту еден месец да остане без работа и без плата. Има и голем број примери други од мали и посетни компании. Последната работа ни е задоволство што успеавме со општината да победиме на тендерот, да добиеме финансирање на општината за новата инвестиција во пазарот. И сакам само да кажам дека и во иднина комерцијална банка ќе биде присутна одека не само за потребите на општината, туку пред се за стопанството и за населението. Благодарам и се Вториот добитник е роден во Скопје. Основно и средно образование завршува во Кавадарци. По завршувањето на средното образование во гимназијата во Дидаскало, образованието го продолжува на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што дипломира на економскиот факултет. Својот работен стаж го започнува во Метал Промет Кавадарци, најпрво како комерцијален референт, каде што за краток период е унапреден директор на секторот за продажба за црна металургија.
Во 1994 година со својата сопруга госпоѓа Васка Кичева го основа IGM Trade со почетна борба на работење како трговско предпријатие за метали. Денес е едно од најголемите производители за челични цевки и профили во Југоисточна Европа, една од 10 најголеми компании и 5 најголеми извозници во Република Северна Македонија. Во 2015 година IGM Trade за прв пат ги проширува своите производни капацитети надвор од границите на Република Македонија со купување на поранешен Алпос фабрика за цевки и профили лоцирана во Шентјур, Словенија. Ова досега е најголемата македонска инвестиција во Република Словенија. Повелете господине Илија Гечев. Гледачи нашата визија секогаш беше на прво место да биде инвестиции, инвестициите се секогаш сериозно за развој на една компанија. Второ беше секогаш да имаме размислување за извоз во првиот момент, нормално во производство, размислување за извоз и на крајот мотивираност, големување на преработување и правење на ситуација со градот кој што ни возможи се една ситуација на заедничко задоволство и соработка и интерес и на компанијата и на градот. Во питањето на инвестициите треба да напоменам дека покрај инвестициите во згради, во хали и во машини, во современа опрема и беше голема благодарност на мојата сопруга, што најглавна инвестиција ми беше инвестиција во нашите деца, која сега сум многу среќен и многу задоволен, бидејќи што продолжуваат овој бизнис. Времето многу брзо, за жал, многу брзо поминува. Ние сме нели во она фаза на поминато доста време од работа и ова фабрика и ова инвестиција ќе остане за многу генерации у Кабатрци, ќе биде сериозно една визија, едно задоволство дека човек остава нешто за себе, нешто по кој ќе биде со генерација. Секогаш гледам, секогаш сум прател преди се работи во Вени и прв директор ми беше Минчев, секогаш гледам визијата на Минчев кога размислуваше дека треба се направи еден сериозен комбинат од Југославија, у Македонија и Кабатрци. Остана тоа за себе, колку генерации, колку тешки моменти го минало Вени и сега Вени е секогаш еден меѓу прв или втори извозник во државата. Значи, имаме една втора таква инвестиција со мои визии, кои мислам дека и Кабатрци и Република Македонија ќе ја повлече напред кон развој. Многу сум среќен што 2015 година направивме една сериозна инвестиција во Словенија, пак со голема поддршка на мојата фамилија, направивме една сериозна инвестиција и станавме, можем да кажем, отворено во овој момент, сега поединичен заедно со консолидирана продажба Словенија и Македонија. Со квотите кои се ставени ограничување на продажбата на овој производ во Европа со квотите од Европска унија, сепак со двете фабрики заедно ние станавме трет производител на заварени профили и цевки во Европа. Што е едно
огромен напредок и ние не се снабдуваме тук, се спрема голема инвестиция в Словения, исто така тук инвестираме во Кавадарци, во Риготино инвестираме во голема економска зона и у Кавадарци общината современа опрема доградуваме и само цел да се с големи физически удобни, да се с големи извози, да се с големи нормални живеени профит, а исто така и да се с големи върхотувани. И аз го гледам Кавадарци после ова, преди че чекаме младите генерации, че дойде, моята визия е сигурно Кавадарци да стане град от 50 жители, Кавадарци да биде населен с много млади луѓе, да се изградат много станови, за да може да строим само Кавадарци в Македония. В ова позиция и за ова индустрия има шанса да биде тако сериозен град от държавата. Денеска Кавадарци, после Скопје, и това благодарение на Джонсон Бентризоната, е най-голем извозен регион в държавата. И далеко няма втори регион, които се приближат. Тук е Вени, тук е Иген, тук е Алианс, тук е Брексанайер и много огромен брой средни и мали предприятия. В Кавадарци няма финансови проблем на економията. Баш и моят другар Хари кажа, че финансирането у Кавадарци на банките и посебно на комерциална банка, защото най-голем финансират на кавадарските фирми, води перфектно. Мен ми е много драго това, че аз съм от Кавадарци, моята фамилия е, че останем и всеко живеем за Кавадарци и интересува локалната управа, всекогаш е на право место, ще огледам Кавадарци като много развият економски център, с таква перфектна позиция. Огледам Кавадарци в моята визия, че работа сигурно ще те с 15 години, град Песно, че град с железнична съвременна станица и много град, който ще остави благодет на другите наредните генерации. И аз го сакам Кавадарци, моите деца и моята фамилия го сакам Кавадарци и ушеднъж благодарен и на граничалникът, на Советът, на община Кавадарци, за koja работим много дълго време, за ова награда и мислям дека ова е пръв на моята кариера после овие 40 години работен стаж. Много съм горд, че добивам ова награда и много съм горд, че оставим за наредните генерации рак, на koji treba da vidime uzor i da se gorдя с овие достиги. Благодаря ви. Третиот добитник е Општа болница со проширена дејност Кавадарци, јавна здравствена установа основана од влада на Република Северна Македонија, која врши болничка здравствена дејност на секундарно ниво. Спроведување на специјалистичко кумулативна здравствена заштита на секундарно ниво во мрежата на здравствени установи, дејност на ИМП и домашно лекување, поливалентна патронажа, примарна здравствена заштита во рурални средини, стоматолошка заштита на деца и други дејности, примарна здравствена заштита на подречје на општина Кавадарци, Неготино, Росуман, Дебикапија и останато локални рурални средини во непосредна близина на истата. Директор на јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци е доктор Диме Коцев, специјалист уролог. Тој е роден кавадарчанец, генерација 1968. Медицински факултет и специализација по урологија има завршено на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Во август 2017 година доктор Коцев најпрво е назначен за директор на јавната здравствена установа Општа болница, за да во септември 2018 година ја превземе и до ден денес ја врши функцијата директор на новиот правен субјект јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци, настана со спојување на болницата и здравствениот дом во Кавадарци. Повелете, господине Диме Коцев. Почитувани,
Користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот, господин Петко Јанчев, и Советот на општина Кавадарци за укажаната доверба, односно одлука за доделување на наградата 7 септември за особен принос во здравството за 2020 година на ЈЗУ Општа болница со поширена дејност Кавадарци. Благодарноста ја изразувам и од име на работените во установата и сакам да нагласам дека сите, од прв до последен, со своето неумерно и несебично залагање за подобрување на квалитетот на здравствената заштита на нашите граѓани се заслужни за добивањето на оваа награда. Во изминатиот период направивме многу. Направивме здравствена установа која е пример за одговорно работење, чии главни придобивки се постојаното осовременување на капацитетите, подобрената инфраструктура и пред се кадровската екипираност, озвожувајќи висок степен на експертиза во повеќе специјалистички области. Со тоа, од една страна, ја вративме довербата во здравството при пациентите, а од друга страна ја направивме место каде нашите млади доктори и медицински сестри ја гледаат својата иднина во реализирањето на своите професионални амбиции. Овие наши остварувања беа препознаени како од Министерството за здравство и локалната самоуправа, така и од многу компании од приватниот сектор, кои со сериозни инвестиции помогнаа нашата здравствена установа да добие статус на регионална болница. Оваа година се соочуваме и со најголемиот светски проблем на денешницата, а тоа е болеста COVID-19 и борбата против неа. Целиот свет го посветува вниманието на здравствените работници, кои се во првите борбени редови, неумерно пружајќи помош на оние на кои е најпотребна, без грижа за собствената сигурност и здравје. Затоа треба секојдневно сите да им бидеме благодарни и да им дадеме до знаење дека ги поддржуваме. За крај, сакам да истакнам дека сме горди на оваа награда, која представува признание за она што сме го сработили до сега, меѓутоа и обврска да продолжиме и понатаму во нашите заложби за подобрување на условите за лекување и приближување на здравството како до кавадарчани, така и до жителите на целиот Тиквишки регион. Нека ни е честит денот на ослободувањето на нашиот град Кавадарци, 7 септември. Ви благодарам. Сега ве оставам да уживате во звуците на кратката музичка програма. Иван Стојанов, пијано во класа на Весна Павлова и традицијски состав од изворни народни инструменти на основното музичко балетско училиште Лазовице Крале под менторство на Горан Јанев. Ви благодарам.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.